Колешке, сакавме да направиме една анализа кога ги поднесувавме амандманите и видете случајност. Кој Арбана Пашоли е во право? Или кој Талат Џафери е во право? Или кој Бејџан Илјас е во право? Дали тој кој што гласаше за закон за конфискуван имот, закон за железнички систем, закон за управата за јавни приходи, Не довикувајте од место, ве молам. Тоа се, конфискуван имот бил гласан 3 месец 2024 година. Вие сте гласале за тоа. Истите се измените како во нашите амандмани. Што е различно се? Тогаш сте гласале, тогаш било во ред, ама не, сега не е во ред. Законот за дивеч и воловство бил гласан 12 месец 2023 година. Законот за ЈП измената била на 4 месец 2023 година. Закон за железнички систем 12 месец 2023 година. Закон за советодавен систем во земјоделието за даватели на советодавни услуги 12 месец 2023 година. Ништо не е различно од амандманите кои што сега ги поднесуваме. Ама тогаш сте гласале, сега нема да гласате затоа што така ви одговара политички опортуно. И немав намера да коментирам на друго, но морам да искоментирам. Ајде, молам тишина. Те молам тебе тишина, немој да коментираш многу од место. Дигнитетот на албанците. Дигнитетот на албанците не ви го повреди ВМРО ДПМН. Немојте така да навлегувате, ви го повреди Артан Груби. Ви го повреди таквите како него, криминалците, арамиите и сличните како него. Него стави ВМРО ДПМН на црната листа за корупција, за помош на, замислете кого, на Сашо Мијалков за влијање во правосудството. Не аплодиравме ние тука кога ќе влезеше тој криминалец и да ве дисциплинира сите до еден на неговите говори кога ни кажуваше кој е тука корумпиран, па видовме на крај кој е корумпиран. Така да дигнитетот на албанците ги повредија, знаете кој? Оние кои што го купија Соравија, оние кои што возат Rolls Royce, оние кои што во селото Зајас нема да има канализација за граѓаните, имаат 10 куќи, имаат сарај направени повеќе од некој си, можем да кажеме од Версајскиот замок во Париз. Тие ви го повредија дигнитетот. Ви го повредија дигнитетот тој кој што се шеташе со патики од 500 евра, тој кој што се носеше мајци со 8-ка, тие таквите ви го повредија дигнитетот. Ваквите закони и тоа во насока кои што идат на решавање на правата на сите граѓани во оваа држава не го повредуваат дигнитетот. Но не можеме ние да се разбереме. Вие сте заглавени во некоја криминална матрица каде што сега тука изигрувате жртви, односно монетарни патриоти. Какви се тие патриоти? Тие кои што секогаш ги менуваат ставовите од таму каде што доаѓа парата. Ние тука не можеме да се согласиме. Кога сме направиле ние со некого да функционираме на база на платформа, функционираме на платформа во која што сите граѓани се еднакви и секој поединец во општеството има право државата да се грижи за него и да му ги решава проблемите. Благодарам.